Бизнисот удри врз гломазниот буџет за 2020-та. Гневни се бидејќи само 3% од буџетот биле наменети за помош на бизнисот или само 109 милиони евра. Сметаат дека народните пари ќе бидат наменети исклучиво за предизборно зголемување на плати и пензии, додека стопанството и граѓаните немало да добијат подобри услуги. Им требала поголема помош за да закрепнат оданочната реформа, што издржа едва и 10 месеци. Најголемиот проблем е дека целокупната кошничка на трошоци практично се зголемува за компаниите, а условите за работа остануваат исти. Продуктивноста на компаниите не е зголемана, добивките се намалуваат. Во исто време се најавуваат зголемување на минималната плата, во исто време имавме даночна реформа која што имаше негативен импакт, од кој што ќе треба ние некако да се вратиме во живот. Од Сојузот на стопански комори очекуваат економски раст најмногу до 3,2%, што е драстично помалку од владината проекција за раст од 3,8%. Велат дека не биле вклучени во носењето на буџетот, во спротивно можеби ќе издействувале подобро трошење на парите од државната каса. Не очекуваат спектакуларни резултати во реализацијата на капиталните инвестиции. Сметаат дека тие не се приоритет на владата. Многу поважно е да се зацрта некој минимум под кој што не може да биде исполнета реализацијата, меѓутоа и треба да се разбере дека во фаза нова каде што имаме најавено избори во април 2020 година и во ситуација каде што и доколку и да нема избори во април, редовните избори доаѓаат во октомври следната година, дека навистина ќе биде тешко во тие процедури да се реализираат овие проекти кои што треба да ги отпочне со реализација државата. И за експертите буџетот е нереално испланиран. Од економскиот институт Finance Think сметаат дека растот ќе потврли поради преценетите капитални инвестиции и изборите. Пишуваат дека буџетот е повеќе социјален, помалку развоен. Вонредниот раст на пензиите ја подкопувал пензиската реформа, а во образованието и здравството побрзо растеле платите отколку неопходните инвестиции. Изричито се против растот на платите во другите сектори во администрацијата, кој можел да ги дестимулира оние што добро работат. Владата мора да има подлабински и поаналитичен пристап во донесувањето на ваквите одлуки во најмала рака да ги врзува со продуктивноста на секторите, како и со тоа дали и како зголемувањето на платите ќе резултира со подобри исходи во овие сектори на краток до среден рок. Во спротивно, зголемувањето на платите нема да ги даде посекуваните ефекти. Од Сојузот на пензионери очекувано го поздравија растот на пензиите, но министерката Саровска уверува дека дупката во државниот пензиски фонд немало да расте. Сепак до година за пензии фондот за ПИОМ ќе потроши близу 1 милијарда евра, од кои половина милијарда ќе биде трансфер од државниот буџет.